Уапсене Артан Груби. Вака започна денот. Јас сум Александра Вуксановиќ, а еве што има друго ново во Македонија и во светот. Утро во Министерството за внатрешни работи го уапси Артан Груби на граничниот премин Блаце при обид за влез од Косово. Информацијата за Слободен печат ја потврдија од МВР. Денеска 23 февруари во 6 часот и 10 минути на граничниот премин Блаце на влез во државата од слобода е лишен Артан Груби, 48 годишен, кој беше баран со меѓународна потерница. Тој е приведен за кривичното дело проневера во службата во државна лотарија, каде заедно со Препарин Бајрами се осомничени дека нарачале ВЛТ апарати и проневериле 8,2 милиони евра државни пари. За него кривичниот суд од претходно има одредена мерка притвор во време трајање од 30 дена. Откако во 2024 година ја напушти Македонија, за него беше распишана меѓународна потерница. Стејт департментот на САД го стави Груби на црната листа заедно со судијата Енвер Беџети. За православните верници од денеска започнува Великденскиот пост, што ќе трае 6 недели до празникот Воскресение Христово Великден, кој годинава се прославува на 12 април. Веќе се најавува блискоста на Великден. Деновите во таа седмица се именуваат како велики, од Велики понеделник до Велика сабота. Секој ден е поврзан со настаните од последните дни на Господа Исус Христос. Особено се значајни последните 3 дена. Постот е време на соединување со Бога. Постот е како човекот, телесен и духовен, со две природи, за телото и за душата. Постиме од гревевноста Во емисијата Кот на Телма беа откриени детали за тоа како марихуаната, која што беше фатена во Србија, била транспортирана од Македонија во Србија. Имено според Кот, марихуаната влегла во Србија во камион, декларирана како квалитетни лесни македонски перници од Прилеп, кои требало да патуваат за Манчестер, Англија. Но во камионот, наместо перници, имало 200 кутии од по 6 килограми марихуана, натоварени во камионот на паркинг кај Свети Николе. Марихуаната на паркингот кај Свети Николе била донесена од повеќе возила од Алфа Фарм, без полициска придружба и претоварана во камионот претходно деклариран како да ќе извезуваат перници за Англија. Перниците биле извадени од првиот камион и претоварани во втор камион, за да се направи место за кутиите марихуана. Возач на камионот бил Александар Ивановски, кој е сега притворен. Црвена звезда убедливо го доби новото издание на вечното дерби против Партизан со 13:0, но покрај случувањата на теренот, вниманието го украдоа и драматичните сцени од трибините. Еве како изгледа трибината која во дербито ја запалија навивачите на Партизан. Како и секогаш, атмосферата беше наелектризирана со кореографии, транспаренти и пиротехника. Но овој пат работите излегоа од контрола на јужната трибина, каде што се сместени најжестоките навивачи на црно-белите, популарните гробари. Во еден момент избувна пожар во нивниот сектор, пошто мораше да интервенира против пожарна екипа за да се спречи поголема катастрофа. Пламените јазици зафатија дел од трибината, а според првичните информации, изгорени се бројни столчиња и причината е значителна материјална штета. Путин веќе ја започна Третата светска војна. Нема да се откажеме од територијата за примирје, рече украинскиот претседател Володомир Зеленски. Во интервју за BBC тој рече дека единствениот одговор е да се изврши интензивен воен и економски притисок врз Москва. Украинскиот претседател тврдеше дека победата не е само враќање на нормалноста за украинците, туку и за одвраќање на поширока закана. Запирањето на Путин денес и неговото спречување да ја преземе Украина е победа за целиот свет. Путин нема да застане во Украина, рече тој. Три лица загинаа во руски ноќни воздушни напади во регионите Запорожје и Одеса, соопштија локалните власти денеска, во пресрет на 4-та годишнина од почетокот на руската инвазија. 2 лица загинаа, 3 беа ранети во Одеса во руски напад. Луѓе загинаа кога руски дрон удрил во камион, предизвикувајќи пожар, соопштија украинските служби. Во Запорожје, еден маж е убиен во ноќен руски воздушен напад врз индустријска зона.
Насилства избија во Мексико, откако војската го уби најбараниот човек во земјата во акција за негово апсење поддржана од САД. Ел Менчо, кој беше водач на озогласениот картел Халиско, нова генерација, почина откако беше тешко ранет во судирите помеѓу неговите поддржувачи и војската. Во акцијата беа убиени уште 4 припадници на картелот, а 3 војници беа ранети, соопшти Министерството за одбрана. Во знак на одмазда избија насилства во десетина мексикански сојузни држави, при што картелот блокираше патишта со запалени возила. Пукотници имаше во Халсико и неколку други градови. 59-годишниот Ел Менчо бил поранешен полицаец кој водел широка криминална организација, одговорна за шверц на огромни количини на дрога. Стейт департментот понуди награда од $15 милиони за негово фаќање. Голема зимска бура со снег и студ се приближува кон североистокот на САД. Засегнати се околу 40 милиони американски граѓани во густо населените области долж источниот брег, од Вирџинија на југ до Мејн на север. Меѓу нив се и метрополите Њујорк, Вашингтон, Филаделфија и Бостон. Во некои региони може да паднат повеќе од 50 сантиметри нов снег. 7 сојузни држави прогласија вонредна состојба. Голем број летови веќе се откажани. Училиштата и јавните установи остануваат затворени. Синоќа се спушти завесата на зимските олимписки игри во Милано и Кортина, кои ќе останат запаметени по врвни спортски достигнувања, урнати рекорди и емоции што го обединија светот во духот на олимпиското заедништво. Во свечена и впечатлива церемонија во античкиот амфитеатар во Верона, олимпиското знаме беше симнато, символично означувајќи го крајот на игрите. Но и по згаснувањето на олимпискиот оган остануваат приказните за ферплејот, солидарноста и спортската извонредност што ги одбележаа овие надпреварувања. Изданието на Зимските олимписки игри 2026 ќе биде впишано како едно од најуспешните во историјата на зимските спортови. Најтрофејна нација е Норвешка со вкупно 41 освоен медал, од кои 18 златни. Резултат што представува нов олимписки рекорд. За крај временска прогноза. Времето денеска ќе биде сончево со умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималната температура ќе достигне од 9 до 15 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, во земјава следува период на стабилно време, освен во вторник, кога кон крајот на денот, претежно во североисточните делови, ќе има услови за повремен локален дожд. Гледавте вести, ви благодарам за довербата. Повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт, а ќе се видиме денеска уште еднаш во 15:30.